Благодарам, почитуван председавач Пренџов. За наочарите би се согласил дека носиме црни, но тоа е веројатно силниот блесок кој што го има вака вашава влада, па колку толку вака да се заштитиме. За кавадарци во целост се сложувам со вас, да, вложено е, направено е, затоа и изгубивте 11.000 гласа разлика, ама вложувано е и во сите други градови, затоа што како вака што гледам, нема место каде што не сте доживееле тежок пораз. Еве да зборуваме за РЕК Битола, само да ви кажеме на работа. Знаете кога РЕК Битола помалку произведувала од сега? 81 година. Знаете зашто? Затоа што од 82 почнало со работа. Од 82 кога постои тој комбинат, никогаш немал помалку произведено електрична енергија од сега. 0%. И тоа не ве вади, па не знам какви бројки да читате. Пред некој ден имав можност да бидам на дебата со една ваша колешка, па чита таму тендери, кој колку потрошил. Немојте ве молам, ако почнам да ви цитирам изјави на Кочо Андјушев, ќе треба до утре сабајле да ви реплицирам и да видиме после кој што како и направил за оваа држава. Се согласувам за уште нешто со вас, за Истгейт. Еве, нема да ве прашам кога почна таа инвестиција, но е точно, заради тоа што Васко Ковачевски, Мила Царовска, Петре Шилегов, сите имаат таму дали бутици, дали кафичи, дали дуќани, и на тој начин тие луѓе, без разлика како се стекнале со деловен простор во најлуксузниот трговски центар во држава, сепак помагаат, нели, колку толку да се намали невработеноста, и заради тоа можеби не го менуваме Васко Ковачевски, заради тоа што нели треба да вработува во тој бутик луѓе, пак да одржуваме и да помагаме да се намалува невработеноста. Ја спомнавте 2008 година, но тогаш треба да знаете два факти. Светска, економска и европска должничка криза, но за волја на вистината во таа година исто така имаше изборно соочување, каде што вашата партија го доживеа најголемиот пораз во историјата на оваа држава. Потоа, откако заврши таа криза, која што најверојатно траеше до некаде 2011-12 година, вие повторно имавте изборно соочување и повторно доживеавте тежок пораз. Значи, секогаш кога имало кризија, кога било ВМРО ДПМН на власт, вие се доживувале тешки порази на изборите и на изборните соочувања, и покрај тоа што тешко се живеело, јас се согласувам, да, тешко се живеело, но ние сме успеале, колку што сме можеле, да направиме позитивна клима, каде што и тогаш доаѓале странски инвестиции, каде што и тогаш се случувале капитални инвестиции, за разлика од сега, кога да, точно е, имаме европска енергетска криза, светска не, заради тоа што одредени влади во државите кои што се составуваат ги затвораат термоелектраните, но еве ќе ја споменам Србија. Србија нема да има енергетска криза. Имаше пред некој ден изјава на председателот Александар Вучич во термоелектраната, сметам дека таква беше во Обреновац, каде што човекот кажа само со оваа термоелектрана и со ремонтот кој што го правиме тука, благодарение на раководството на енергетскиот сектор во Србија, ние нема да имаме енергетска криза и ќе им помогнеме на нашите соседи. Тоа го кажа во Србија. Сега, во Србија можеле да се подготват, ама ние не сме можеле да се подготват. Дали разбирате колку треба да не работиш и колку треба да крадеш за во РЕК трите блока во очи енергетска криза и зима да ти се расипат? Дали разбирате што е тоа? Го менуваат директорот на РЕК. Па над тој директор на РЕК има уште две инстанции. Тоа се Васко Ковачевски, како директор на Електрани на Македонија, и министерот за економија. Сега, термоелектраните не создаваат струја, се расипуваат блоковите, нема ремонт на блоковите, нема ремонт, лажете дека има, и ви кажувам дека нема. Хидроцентралите сте ги испуштиле, односно хидрокапацитетиве, затоа што кога цел свет ви велеше немојте, чувајте, ќе дојде тешка зима, ќе има проблеми, вие тогаш ги празневте, за да продавате струја, за да можат да се зголемат преносите на компаниите, за да можат овие криминалци да ги крадат компаниите, да распишуваат тендери, да зголемуваат цени на килоџули за ископ на јаглен, и вие за тоа ја продававте струјата. Тоа не го кажам ја, тоа го кажа Кочо Андјушев. Човекот вели можеби не требаше, но беше политичка одлука. Другиве централи не се во употреба, мазотот е поскап. Рудниците вие ги потопивте. Па сега Фатмир Битики вели не бил квалитетен јагленот, но сепак мораме да ги активираме, затоа што 4 пати ќе биде поевтино да ги произведуваме отколку да ги купиме. Фала Богу, по 2 месеца им текна. Сега, ама ние ќе набавиме јаглен од Косово за 900.000 тони, зошто? Ради тендерот. Затоа што таму има провизија и тоа народов треба да го знае, за да може да има овој уште еден бутик, за да може овој другиот што е директор на МЕПСО да не знае колку должи компанијата, па да потрошиме ние 30 милиони евра
Па велите минимална и просечна плата. Во такво нешто само вие си верувате и никој друг во оваа држава. Никој друг во оваа држава не ви верува во тие бројки. Никој друг, дали бил од комори, дали бил од компании, дали биле работници, не ви верува во тоа што вие го кажувате. Тоа служи само колку да можете вие да излезете на некоја пресконференција и колку толку да купите одреден некој ден социјален мир, затоа што знаете дека не ви врват работи. Не ви врват работи. И тоа народот го кажува. Пак ја зборуваме ние тука за економија, кога колешка не знае колку инфлацијата во овој момент. Не е 2,4%. Не е толку. Кај видовте дека е 2,4%? 3,1%. 3,1%. Еве ви кажувам, 3,1% има инфлација. Имате смарт телефон, Народна банка на Република Македонија, од десната страна имате да видите колку е. 3,1% е инфлацијата во овој момент. Каде е 2,4%? И така правите со се. Не е проблемот што вие не знаете. Не е проблем. Никој од нас не може да знае се. Проблемот е што лефтерно лажете како што правите за се. Како што правите за минимална плата, како што лажете дека се зголемуваат инвестициите. Лефтерно излажавте дека има странска инвестиција која што била отворена во 2015 година. Па нели е тоа срамота? Нели вие незгодно да зборувате кога на тие места живеат луѓе? Па тие луѓе гледаат таму. Не можам да ве разберам. Еве, зборувате за партиски вработувања, вели само 1500 луѓе се вработиле. Толку вработи Петре Шелегов во првата година од кога дојде градоначалник. Па 400 луѓе плюс има во град Скопје. Само во град Скопје, да не зборам во јавните претпријатија. 400 луѓе плюс во град Скопје. Да не зборам по општиниве. Тоа е таму направено, еве во мојата општина има плюс 50 вработени луѓе. Кај ги собравте тие 1500 или не ги рачунате? Па еве овие Никса, Васи, тие твитерчи, само 100 луѓе вработивте да ви водат твитер профили во владата. Се сеќавате или не се сеќавате? 100 луѓе имате за да ви пишуваат твитер статуси. 100 луѓе, значи во влада, прашајте го, еве за Брчанец или не знам таму кој е сега, прашајте го колку луѓе, нели тоа бевте критикувани. Па ви текнува на оние советници, па национални координатори, па оние што ги земал Драги Рашковски, па пола пари им земал назад. Кај се тие? 1500 ли се? Тоа е срамота. Па пола пратеничка група предходната си ги сповработи фамилијата. Па имаше популарни надимаци, Дизел, вака, така, мајкин син. И да не зборам, да не навлагам во детали. Ковид криза. Секаде имало ковид криза. Точно е. И ние од тоа не бегаме. Но има земји каде што се справија успешно и има земји каде што неуспешно се справија. Ние сме пример за неуспешно справување со ковид криза. Дали сакате да зборуваме за здравство, дали сакате да зборуваме за економија, тотален школски пример како неколку неспособни луѓе може да ја чинат една држава тотален банкрот и крах на системот. Ве молам, немојте да зборувате за Словачка и Чешка, па таму министри си дадоа оставка, па никаде нема министер како нашиот што 7000 луѓе заради таквите мерки починаа, па тоа се 11 града во Република Македонија имаат 7000 луѓе. Зашто зборувате вие? Па таму има луѓе кои што имаат морален дигнитет, па да речат доста ми е, не можам, ќе дојде некој подобар ќе се справи со. Што зборувате за ковид криза? Нели сваќате дека планетарно сме во првите 5 по починати? Дека никаде вака не се прави како што се прави кај нас, дека се импровизира, ама немојте да споредувате со Србија. Колешка вели, ајде да видиме колку се покачени цените во Србија. Да, точно е, покачени се и тука сме рекордери, нашите се повеќе покачени. Зошто не кажете колку ќе порасне бруто домашниот производ во Србија? Кажете. Кај нас ние велиме 4,1%. Нема. На крајот годинава ќе видиме дека нема да порасне за 4,1%, затоа што колегата Јованчев ви кажа зашто. 8% е паднато индустријското производство во септември. Во август и септември 14% е паднат градежниот сектор. Па како ќе постигнеме ние раст од 4,1% само за оваа година? Океј е тоа ние да кажуваме вака се гради, но ова ќе ви прочитам, ова ќе ми прочитате ми вие мене што сакате. Вие како што почнавте да читате, ќе прочитате дека и автопатите се завршени, дека и 500 километри се завршени, дека тунелот под Кале е завршен, дека зиплајнот е завршен, дека се што е ведено е завршено, но тоа не е така. Тоа не е така. И самите бројки што ги читате, еве, кажавте 6 пакети на мерки. Дали знаете дека бевте опоменети дека само во тој ковид период, и тоа од 1 јануари, значи од 1 до 6 месец 2020 година, баш поради тоа што вие ги злоупотребувате како влада тие ковид мерки и таа ковид состојба, вклучени се 464 тендери во 4 очи со 11 милиони евра, дека дури и меѓународни институции ни укажуваат дека правиме злоупотреба на тоа.
464 тендери во 4 очи, 11 милиони евра ја чинат оваа држава, тоа што вие јавате на тој условно кажано бран на ковид криза и можете да правите што сакате во држава. Па треба да ве потсетувам за сите други работи, треба да ве потсетувам за модуларните клиники, треба да ве потсетувам за оние сведоштва што бараат чаша вода или кислород во болниците, или вие заборавате. Битно лупа и стикер од Венко. Битно се е добро. Битно е вака никогаш не си живеел. Како е? Фантастично што ви кажува еден колега. Како е? Па еве, ви кажувам 10 дена народ, па ви кажувам како да биде. Од утре почнува амандманска расправа, господине Минов, немој да бидете толку нервозен. Немој да бидете толку нервозен, заради тоа што вие сте учествувале во креирање на буџет на претходни години кога се почнале да се градат 3 автопати во оваа држава. Кога се купувале автобуси, кога се купувале локомотиви, кога се градело, кога растела платата. Точно е, колешке, видовме, затоа изгубивте 100.000 гласа разлика. Затоа не е да сме живи и здрави, треба народов да живее. Сега се е добро, се иде како што треба, државава се развива како што треба, ама губиме на избори 100.000 гласа разлика. Се едното со другото нема логика. Да, 10 години нели било најлошо, ама 10 години таа политичка опција победувала на изборите. Победувало, не може да е катастрофа. Сега вие го обвинувате народот. Кога било катастрофа? Кога 10 години на секоја година народот им давал можност на тие политичари да ја водат државата, а сега по 4 години вас губите 100.000 гласа разлика и некој е крив. Кој е крив? Кој е крив? Значи, го слушаме говорникот. Зборуваме за одговорност. Да, точно, одговорност. Па има ли поголема политичка одговорност од изборно соочување? И сега повторно ќе излезе колешкава и ќе чита. Ова се направило таму, инвестициите се исплаќаат, тоест субвенциите се исплаќаат, се е добро, а ние гледаме дека некаде работа запира. Кажете ми ја ставката, еве со ова ќе завршам, каде се предвидени средства за справување со енергетската криза за 2022 година, како што тоа го кажа Фатмир Битич. И се лезете и кажете, да, 4,4 милиарди евра правиме буџет, да, 1 милиарда денари повеќе од претходната година ќе исплаќаме за плати, 212 милиони денари ќе дадеме повеќе за набавка на моторни возила, 24 милиони денари ќе потрошиме повеќе од 2020 година за набавка на мебел, да, ќе дадеме 31 милион денар повеќе за невладени организации, затоа што вие сега што се експертиве, што ги испонапикавте да ви пишуваат Твитер статуси, ќе излезат и повторно ќе бидат невладени. Беа невладени, влегоа во владата, го бранат Зоран Заев, сега сечат вени, сега повторно ние ќе треба да ги плаќаме оваа година, 2022 година, а поскапувањето на струјата граѓаните ќе треба сами да си ги платат. Зошто? Затоа што Крешник Бектеши не знае дали ќе дојде, ако има ќе видиме, и заради тоа што Васко Ковачевски треба да купи бутик во Издгеј. Е, тоа ние ќе го плаќаме. 1 евро нема да има помош за енергетската криза. А тоа како компаниите ќе го поднесат енергетскиот шок, кој што е 3 пати поскап, и таа како ќе се одрази на платата, како ќе се одрази на невработеноста, и плюс на крајот врвот на се како домаќинствата ќе го поднесат овој ценовен шок, тоа ќе треба ние сами да си се снаоѓаме во услови кога имаме 4,4 милиарди евра кои што ќе ги даеме на најкорумпираната влада во земјата, која што е 111 место на Transparency International по индексот на корупција. Благодарам.